Драги ученици, следува видеолекција од предметот математика. Оваа видеолекција ќе зборуваме за сметање на времето, односно за секунди, минути, часови. Кој го смета времето? Тоа е часовникот. Ајде да го запознаеме. Ова е аналоген часовник. Верувам дека сите имате дома по еден ваков. Што има на него? На него има бројки. Бројките околу часовникот се часови. И тоа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значи имаме 12 часа на часовникот. Минути. Малите црти меѓу бројките се минути. Еве погледнете ги. Од бројот 8 до бројот 9, колку мали црти имаме? Да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5. Значи, од една бројка до друга секогаш има 5 минути. Од бројот 7 до бројот 8 има 5 минути. Од бројот 8 до бројот 9 5 минути. Од бројот 9 до бројот 10 5 минути и така натаму. Како се означуваат минутите на броевите 1, 2, 3, 4, 5 и така натаму? На бројот 1 ни означува 5 минути. Бројот 2 10 минути, бројот 3 15 минути, бројот 4 20 минути, бројот 5 25 минути, бројот 6 30 минути, бројот 7 35 минути, бројот 8 40 минути, бројот 9 45 минути, бројот 10 50 минути, бројот 11 55 минути и 0 минути на бројот 12. Значи видовме дека часовникот има бројки, но што друго има на него? Покажува стрелката што? Голема стрелка. Големата стрелка овде е означена со зелена боја. И друго, мала стрелка. Еве, малата стрелка е означена со црвена боја. Оваа големата стрелка велиме дека е подолга затоа што во однос на малата таа е подолга. Еве малата стрелка, погледнете како се движи. Таа ги покажува часовите. Значи, доколку е на бројот 1, 1 часот, на бројот 2, 2 часот, на бројот 3, 3 часот, 4 часот, 5 часот и така натаму. Ова е големата стрелка или долгата стрелка. Таа ги покажува минутите. И да видиме. На бројот 1, 5 минути, 10, 15, 20, 25 минути, 30 минути, на бројот 7, 35 минути, 40 минути, 45 минути, 50 минути, 55 минути, на 12, 0 минути. Овде имаме новој часовник, една мала стрелка, една голема стрелка или долга и една црвена стрелка. Оваа црвена стрелка е многу важна, бидејќи таа ги означува секундите. И таа треба да помине цел круг за да помине една минута. Значи таа колку треба да помине? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 секунди ќе ни означат дека оваа стрелка означува една минута. Кога црвената стрелка ќе помине 60 секунди, ќе заврти еден цел круг, долгата или големата стрелка ќе се премести од едната цртичка на другата кондесна. Зошто служи часовникот? Часовникот служи за да го мери времето. Како ние го мериме времето? Прво, ја читаме малата стрелка и ги читаме часовите, а потоа долгата и ги читаме минутите. Овде имаме два часовници. Првиот часовник тој е со виолетова боја и вториот е бел со син.
Ајде да видиме. Каде ни се наоѓа малата стрелка? Малата стрелка е на бројот 9, а големата стрелка е на бројот 3. Што означува големата стрелка? Да започнеме. Како што кажавме, 5, 10, 15 минути. Додека пак на другиот часовник, малата стрелка е на бројот 10, а големата стрелка е на бројот 2. Што означува бројот 2? Започнуваме 5, 10. И уште еднаш да потенцираме. Значи, првиот часовник не означува 9 часот и 15 минути, а вториот часовник е 10 часот и 10 минути. Ако големата стрелка за минутите покажува 30 минути, 35 минути, 40 минути, 45 минути, 50 минути, 55 минути, а малата за часот се наоѓа помеѓу два броја, тогаш се рачуна по малиот број или тој што е од левата страна. Ево овде имаме два часовници и да ги прочитам. Сега првен да ја погледнеме во првиот часовник, големата стрелка. Каде ни се наоѓа таа? На бројот 7. Тој означува колку? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 минути. Сега, малата стрелка се наоѓа помеѓу бројот 12 и помеѓу бројот 1. Се земва по малиот број, односно тој што означува помалку или тој што е конлево, тоа е бројот 12. И во случајов го читаме часот. 12 часот и 35 минути. Во вториот часовник, големата стрелка ни е на бројот 6. Тој означува 30 минути. А малата стрелка се наоѓа помеѓу броевите 4 и 5. Во случајов одлево е бројот 4. И читаме 4 часот и 30 минути. Ајде да видиме што се овие слики, што ни покажуваат. Замислете си, ова е дека е една пица. Така? И сега овде имаме една четвртина. Во втората слика имаме 2 четвртини, во третата имаме 3 четвртини и во четвртата слика имаме едно цело. Ова една четвртина ни означува дека поминале 5, 10, 15 минути. Во втората слика 15 минути плюс 15 минути, 30 минути. На третата 15 минути плюс 15 минути плюс 15 минути, тоа се 45 минути. И на четвртата имаме 15 минути плюс 15 минути плюс 15 минути плюс 15 минути, тоа ни е 1 час, односно 60 минути. Што ни покажува стрелката? Стрелката за минути ни покажува дека таа треба да заврти еден цел круг за да помине 1 час. Часовникот другарува со сонцето и месечината. Зошто велиме така? Затоа што понекогаш на бројките може да не означуваат 8 часот наутро и може да означува 8 часот навечер. Како ќе дознаеме ние? Ќе дознаеме по сонцето. Еве во оваа слика часот е 8, меѓутоа сонцето изгрева, што значи дека е утро. Во оваа слика часовникот што ни означува? Часовникот е 2 часот, тоа значи дека е пладне, бидејќи сонцето е високо горе во небото. И овде часот е 10, но не е наутро, туку овде 10 часот навечер, затоа што месечината е веќе горе во небото. Часовникот ни дава ориентација и во секојдневните активности. На првата слика, детето, значи таа ни означува појадок во 8 часот наутро. Ова детенце си појадува во 8 часот наутро. Веднаш после појадокот што правиме? Кога сме дома? Веднаш после појадокот ние си играме. Значи, еве го овде часовникот, тој е 9 часот наутро, кога си играме. Потоа, овде колку ни покажува часовникот?
12 часот и 30 минути. Време е за ручек. Еве овде девојчето на сликата си го си веќе во 12 часот и 30 минути седнува за ручек. Да продолжиме. Овој часовник ми означува 3 часот попладне и тоа е време кога се пишува домашната работа. Но овој часовник е 6 часот и 30 минути попладне, тоа е време за вечера. И на наредната слика, овде имаме 9 часот на вечер, но како што гледаме, девојчето веќе легнато е во својата постела и не посакува убав сон. Ајде да прочитаме нешто. Еве вака, сега првен овде имаме неколку часовници. Овие часовници можете заедно дома со помош на вашите родители, вашите блиски, да си ги пополните, односно да означите колку е часот. И сега има овде една песничка, таа се вика Часовник. Најпрво ќе прочитам дел од текстот, а потоа ќе видиме дека таа е една песничка од еден детски фестивал. Во домот твој мој, тика така так, звук се слуша чуден, тика така так, како некој баш, тика така так, по цел ден да е буден, тика така так и така натаму. Оваа песничка е песничка од еден фестивал и доколку сакате да ја проследите, еве, овде имаме линк со сини букви, ајде да кликнеме и да ја слушнеме песничката.